Едно од најпопуларните и најбараните јадења буквално во целиот свет, со сигурност можеме да кажеме дека е пицата. Неа ја обожаваат и конзумираат сите генерации, и стари и млади. Иако според историските записи таа започнала да се произведува за прв пат во италијанскиот град Неапол, се проширила како јадење и специјалитет буквално низ целата планета. Денес скоро и да нема држава, град или помало населено место кое што не го има како свој производ пицата и каде што не може да ја купите и да го конзумирате доколку ви е кеф. Но сепак има разлика од пица до пица. А што е разликата помеѓу добрата пица и она останатата? Денеска ќе ни каже мајстор Васко, кој што 10 години работел на овој занает во Хрватска и во Германија, а од пред една година се враќа во своето родно село Крушеани. Потоа, тука, во соседното село Кривогаштани, ја отвора пицеријата Јовески. Како се прави една од највкусните пици тука во целиот регион, ќе ни каже самиот мајстор Васко. Да одиме. Добар ден, мајстор Васко. Добар ден. Како сте? Добар. Како што кажав, 10 години со овој занает во Хрватска и во Германија. Што ве натера да се вратите во своето родно место и тука да отворите пицерија? Па, желбата за нешто свое. И долги години сакав да пробам нешто мое да биде. И мораше, сега мислам моменто за да пробам како е. Една година од пицеријата Јовески Една година. селото Кривогаштани. Една година исполнети со добри работи, со маки, со се. Задоволни сте од Да. вашата идеја и од вашата желба да имате своја пицерија? Да, задоволен сум. Па, дури повеќе него што треба. Жителите на Кривогаштани и околните населени места сакаат пица? Да, добра реакција, со добра реакција ми вратија. Мислам дека се трудам да бидам квалитетен. Има други пицерии во регионот тука? Нема. Една од работите што ме привлече е таа што немам конкуренција во оваа околина. А друго е љубовта кон пиците. Значи, една единствена и тоа најдобрата пицерија. Да. Кажете ми кога за прв пат ја направивте првата пица ваша? Па 2015 така 10 години има поминато сигурно. Првата во Ровин, Хрватска, на слика што може да се види. Таму Тешко ли беше да се научи да се прават пици? За колку време? Како се научивте? па имаме една приказна за тоа. Излеговме јас и татко ми од границиве и сакавме да пробаме нешто во странство. А таму имав услов, ако не научам за една недела, дека ќе бидеме вратени јас и тој, и се случи да научам, фала му на Бога. Значи за една недела научите да станете пицмајстор? Ама нормално со добар учител и степен по степен се изврши работата. Сега сами подготвувате голем број видови на пици. Ајде да погледнеме како се подготвува една пица Јовески тука. Ајде. Валете. Со што започнуваме прво при подготовката и правењето на пицата? Тоа е сигурно тестото. Да. Тестото претходно го месите или како? Да, претходно го месиме. Во почетоците на пицеријата беше рачно и сега е машински. Тестото мора да постои најмалку 48 сати за да биде во фаза на припрема. Ако отстои помалку од 48 сати, може да се работи, ама нема да биде истиот квалитет на пицата. Стои на ладно, на топло место, во фрижидер, на собна температура? На собна стои дури стасува, после стои на ладно, за да може да се припрема. Зависи дали е зима или лето. Ако е лето,
мора да се чува на ладно, оти прераснува. А во зима е потешко за на собна е препорачливо да стои. Во што се состои тајната на една пица? Во тестото? Па во сите аспекти треба Сите да биде, компоненти, да, што сите се? компоненти треба да бидат квалитетни за да биде и пицата квалитетна. Ако имаш добро тесто и ако ставиш лоша шунка, лоша ќе биде пицата. Значи не е само до тестото, мора да бидат сите компоненти комплетни за да биде пицата комплетна. Дали секој пиц мајстор си има свој рецепт за тестото, пример или за пицата? Како и секој кувар, на два различни кувари ако му дадете исти грамажи од било какви состојки, ќе направат две различни јадења, така да се и колку љубов давате кон работата, има многу голема улога, така. Значи, практично во тесто што го правите оваа пица е пренесено од Ровин, од Хрватска, каде што го научивте занаето. Склоп, да, ова е Ровин, од секаде по нешто, од секаде по малце. Од секаде најдоброто земено составено тука. Да. И искуство имам со куњата, не само со пици, во сите други аспекти. Почетоците беа тешки, нормално, од судопер. Сега Па се до мај. Сега до свое. Мислам дека тука е наградата во куварството или во било која работа. Кога ќе достигнеш нешто свое да имаш, тука е... Да погледнеме ајде како се прави на пица. Ајде. Значи ова е тестото кое што стои, како што кажавте, најмалку 48 часови. Најмалку 48 часа. Ја подготвувате работната површина, значи. Да. Ова е брашно? Ова е ченкарно брашно, како што работат во Италија. Не е случај кај нас многу да е застапено, но јас сакам да работам на тој начин, зашто пицата е подобра. Нема некоја голема улога, ова е само за тегнење на пицата. Како што реков, ченкарното брашно е случај во Италија. Кај нас уште можеби не е на овие простори. Значи ова е делото од италијанскиот рецепт за подготовка на пица. Да, нормално од нив треба да земиме, од тие се мајстори на пицата. Како што сме ние мајстори за ајвар, да речеме. И пицата, Се растегнува по краевите. да, се растегнува по кревите, треба да биде подебелка, малце, за да биде на средината потанка. Значи прво како подлога се става Томатното пире, Томатното пире. или пелат, што го викаат. Па одиме со кашкавал. кашкавал, Како вид на кашкавал се употребува во странство, каков кај нас користиме? моцарела. Моцарела е на секаде во светот. Кај нас не е застапена моцарелата, пошто не е во рамките на... скапа е за нашите стандарди. Е сега на нашата пица јовески оди прво салама. Па одат печурки. Свежи или маринирани, какви се? Свежи се подобри, маринираните се не се за ова намена. Па одиме со врат и печеница. Пицата од куќата секогаш побогата. Тоа е специјалитет на пицеријата. Специјалитет на пицеријата и мора да биде малце побогата. Одиме со куленче или пеперони. И уште слања. И колку време треба за подготовка на пицата? Зависи од пица мајсторот, а претежно 5-6 минути се доволни за малата пица. Сега зависи дали е фамилиарна, во какво издание. Па оди на печење. Во печката, Колку време е потребно за печење? па на добро загреана печка 4 до 5 минути. Значи претходно печката мора цело време да работи. Да, печката работи секогаш
од почетокот на смената до крајот на смената. Сега да ве прашам, како вид на пица изработувате, дали може да ни кажете и да слушнат гледачите кои што ќе посакаат, убеден сум дека после оваа емисија да дојдат тука и да ја пробаат вашата пица? Па различен вид, од стандардните маргарита, капричиоза до познатата во Македонија мови, пеперони, со салами пица. И имаме не секојдневна пица, во пицерија Јовески, пица бела, каде што не оди доматно пире, оди павлака за готвење и пицата е специјална во соглед на тоа што оди на незе, оди врат и е необична. Доста луѓе ја немаат пробано и кога ќе пробаат нешто посебно. Нешто посебно се буди. Која се бара најмногу пица? Што сакаат муштериите? Па на второ место е Јовески, на прво е капричиоза, заради класиката. Класика е, како Порше 911. Каков вид на големини на пици правите? Од 30 сантими, 40 и 50. Фамилиарна? Фамилиарната е 50 сантими, во големина 40 средната и 30 малата пица. Да. Дали Сите видови. изработувате се она мени стандардно што си го имате како пицерија, по желба пица некој ви порачал нешто досега интересно, чудно? Па нормално пола, четвртини. По желба, работиме и по желба. Нема... Дали може би изработувате постни пици, вегетаријански пици? Да, постна пица имаме, нормално. Постен кашкавал печурки, пицата е готова. Значи ова е специјалитетот на куќата? Да. Пица Јовески. Што имаме можност сега да го погледнеме. Аз се надевам дека за кратко и ќе го вкусиме. Да. Во случај во Македонија да се намачкаат краевите, исто и во странство. Странство, например во Италија е случај да се мачка со маслиново масло. Зошто е тоа така? За да бидат помеки? За да биде помеки, да. Ставаме малку босилек и орегано. Во странство и се става и свеж босилек. Свеж босилек е претежно, треба да се става. Не е... Како ја конзумираат пицата во странство? Најчесто кај нас ја мешаме со мајонез, со кетчап. Тоа е против законот на пицата. Против законот на пицата е, пицата треба да се конзумира таква како што е. И пицата треба да се конзумира таква како што е. Навреда е за пица мајсторот да се додава мајонез, кетчап. Како што кажав, доаѓа тука буквално целиот регион, блиску и Прилеп, блиску и Крушево. Кривогашто е на средина, но околу има и голем број населени места. Од каде се доаѓаат муштери да ја пробаат вашата пица? Па општината има најмалку 5000 жители. Од Прилеп, секогаш кога одат за Крушево, од Крушево. Но може да застанат тука и да го пробаат овој специјалитет. И мада и Крушево има добри пицерии. А имам доста публика и од Крушево. Сега од колку до колку часот работите во текот на денот? Како може да порачаат пица? Во зимскиот период од 12 на одручек до 11 на вечер. Во летниот од 9 до 12, во викендите до 1. Колку повеќе пици продавате од оние што сакаат да седнат тука во пицеријата или да си земат за дома? За дома. Трендот е за дома. Може и е така и подобро. За сите оние кои што го гледаат ова интервју, ова емисија, може да ве најдат, значи, кога одат на патот од Прилеп за Крушево, после полициската станица на само неколку метри од десната страна, пред онаа клучка каде што се врти за Свето Митрани, или ако стегуваат од Крушево, веднаш спроти црквата Свети Димитрија, каде што се наоѓа ова сега веќе една година стара, но и надалеку позната пицерија. Да, така е. Ви благодарам на издвоеното време и за овие специјалитети што ги направивте. Аз сега да имаме можности да ги пробаме, затоа што гледачите ќе речат само зборувате, а не конзумирате. Така е. Повелете и на здравје нека.
Можам да седнеме лезет малку да вкусиме. Гледам тука има прибор. Често поставувано прашање дали пицата се јади со прибор или се јади со раце. Какво е Зависи. искуството во странство? Зависи кој како има желба. Се јади и со прибор и со раце. Италија е поделена за тие работи. Што велат италијанците? Па едната половина вика дека се јади со раце, другата половина дека се јади со прибор. Така да кој како има желба, така се јади. Значи кој како сака. Да. Ја би сакал со рака да ти кажам. Така ми е поубаво и повкусно. Пробајте па кажете дали е добра. Специјалитетот на куќата. Пица јовески. Кулен, шунка, врат, кашкавал, сланина, печурки. Повелете, пробајте го овој специјалитет. Сите кои што гравитирате околу регионот на Кривогаштани, Прилеп, Крушево и околните населени места. Верувајте дека нема да зажалите. А како што кажав, јас ќе си ја каснам оваа пица со рака, така ми е посладко. Навистина превкус.